Во моето училиште јас немам интернет, ни еден гиг интернет немам. А што најбитно, струјата ми е од 46 година, монофазна струја. Најстарото основно училиште во Струшкиот регион во селото Корошишта нема соодветни услови изведувањето на часовите да се потпре единствено на интернетот. Слична е состојбата и во многу други училишта, особено во руралните средини. Над 60% од селото населението се по социјала. По 3-4 ученици од едно семејство, 4 лаптопи, каде ќе ги најдат? Треба да зборуваме вистината. Сонја Столеска, која 30 години работи како професор по информатика, вели дека предлогот на Министерството за образование за дигитализација на наставниот процес, со тоа и дигитализација на учебниците, е избрзана одлука. Во кој смисол? Во смисол на нееднаквост. Не секој ученик може да си дозволи да купи исти дигитални алатки што може да ги користат подеднакво. Се среќаваме со немање добар интернет, замислите вие во една школа како нашето, каде што имаме над 1000 ученици, па кога сите би се вклучиле на една школа. Некои сметаат дека во моментот има многу поприоритетни прашања за решавање во македонското образование. Во руралните средини особено, училиштата, прво немаат тоалети или тоалетите се во една катастрофална состојба. Останувањето цел ден пред компјутер лоше ќе се одрази на здравјето на учениците, вели Кановска. Тоа не е добро за нивниот психофизички развој пред се. Децата треба да се во клупа, да се дружат, да се социјализираат. Се чудиме зашто децата немаат добар ракопис, па не пишуваат, не знаат да се изразуваат добро. Засега Министерството не го прифаќа барањето на група родители за повлекување на предлог законот за учебници, со кој се предвидува воведување и на електронски учебници. Бидејќи дигиталниот учебник е само еден од компонентите на процесот на учење, а сега тој се воведува на трошок на родителите, овој закон станува очигледно јасно дека го крши членот 44 од Уставот на државата, кој што вели дека образованието е задолжително и бесплатно за сите. Засегнатите предлагаат новата реформа во образованието да не се носи преку ноќ, туку преку стручни јавни расправи во кои ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Понатаму пилот училишта, сето тоа да се види што е плюс, што е минус и на крај дури тоа да се спроведе. Родителите од иницијативата учебници и часови мора да има бараат класичните книги да останат во употреба за сите оделенија. Најавуваат дека ќе иницираат и референдум во врска со новиот закон. Министерката за образование Мила Царовска изјави дека за оние деца кои доаѓаат од социјално загрозени семејства ќе бидат обезбедени дигитални уреди, а во рамките на училиштата ќе бидат направени дигитални библиотеки. Според неа реформата не само што не била избрзана, туку дека била и задоцнета и од тие резултатите од истата треба да се очекуваат за 5 до 6 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.